Многу новости имаме и од театар за деца и младенци, од бројни награди па до успешен почеток на новата театарска сезона. Деталите ги дознаваме од директорката Катерина Илиевска Силјановска. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Последната средба ни беше кај вас во театар на линковско вклучување. Зборувавме за Роња и последната награда која што ја доби. И сега првото гостување, 2 месеци подоцна, го отвараме повторно со многу убави вести. Роња нема награда која што не ја собра ова лето. Котори, Подгорица особено. Да, многу ви благодарам што не следите и што ја следите представата Роња, керката на ограбувачот. Треба, можеби не е многу насекаде кај нас многу позната како наслов, иако е тоа дело од познатата шведска авторка Астрид Линдгрен, но затоа и треба да ја запознаат луѓето кај нас и децата да посакуваат да ја гледат таа представа што повеќе. Една од сите представи кај нас треба да сакаат да ги гледаат, но бидејќи овие што не се многу познати нели наслови, не им обраќаат многу внимание, особено помалите дечиња. Оваа представа, значи, освој, како што ви кажав тогаш кога зборувавме последен пат, едно гран при на фестивалот во Нови Сад, потоа во јули во Котор исто така представа, најдобра представа на фестивалот, и сега во Подгорица исто така го доби престижното гран при. Мислам, да не зборувам и за другите награди кои што ги доби актерката која ја толкува улогата на Роња и уште многу други награди за музика и така натаму. Но, ете, сосема е доволно да се каже дека Гран При тоа е наше веќе оваа година, само 2023 по трет пат. И кога дадовте интервју веднаш по добивањето на наградите, на што се должи се во ова, велите прво на темата, затоа што е апсолутно актуелна пријателството, потоа на неверојатната акторска игра, но сплотеноста и енергијата на ансамблот се чини дека го направи своето. Токму така. Ете, веќе сме го кажале, значи тоа. Во оваа представа играат воглавно млади луѓе, играм и јас, ете, како повозрасна, бидејќи требаше да има Роња и мајка, нели? Меѓутоа, енергијата која е дадена, која е внесена во секој едно дело, во секоја една нова театарска представа, проект кој што се подготвува, најважно е да сакаш да го играш. Во моментот кога работиш, да сакаш да го правиш тоа, а не да го правиш само затоа што ти е работа. Тоа е најважно. Нетрпение очекувавме ние родителите почетокот на новата театарска сезона на театарот, но се чини дека и вие бевте некако со полна енергија пред стартот. Изабела Новутни ми гостуваше минатата недела, вели не можам да дочекам да почне новата сезона, заради тоа што идве чекам да ја видам мојата омилена публика. И по реакциите на социјалните мрежи имавте одличен старт. Да, точно така. Ете, вие, да не сте вие новинарите, особено, нели, тука сме, јас сум чест гостин исто кај вас во Македонската радиотелевизија, луѓето нема да знаат дека ние први почнуваме да работиме и последни завршуваме да работиме, барем за публиката. Не говорам дека другите театри не си подготвуваат проекти, си проби имаат и така натаму, но ние први ги отвараме вратите за публика и ми се чини дека последни ги затвараме. Така што тоа треба да им ја на сите јасно, дека навистина многу работиме. За да работиш толку многу, треба да се поддржуваш, да се поддржуваме меѓу себе, да сакаме да работиме. Започнавме со репертоарот редовен, значи после фестивалот во Подгорица кој беше, значи ние од 1 септември практично сме започнати, затоа што отидовме на театарски фестивал. А од 14 септември започнавме со редовниот репертоар на нашиот театар. И со оглед на топлото време кое беше изминатиот викенд, навистина имаше одличен прием и гледам дека се бара карта повеќе, просто не ми се верува како луѓето да не кога завршиле ајде летните одмори, како едва и да чекаат да дојдат. Многу ми е мило. Театарот за деца и младенци во една од ретките културни институции кои што покрај тоа што има богата понуда со веќе гледани представи, постојано има нешто ново и постојано има некоја премиера. Во секоја сезона по некоја премиера. Ќе има ли новости оваа сезона? Па секако, ние имавме премиера уште во јули месец, на 6 јули, со младинската представа Франкенштајн. Кој што ја обожуваат млади. И се надевам ќе обожуваат, како наслов е нели многу познато. Ќе искористам оваа прилика и да ја најавам репризата на
премиерата, затоа што се одигра буквално само еднаш. Значи, првата реприза на оваа представа ќе биде сега, 26 септември, од 20 часот. Младинска представа, не ја препорачуваме за дечиња, 14 плюс е оваа представа. Кој смета дека и помала возраст може да дојде, е негова лична одговорност и желба, но ние така ја препорачуваме. Навистина и тоа е интересно, тоа беше нешто најново што ни се случи 2023-та, а во моментов, токму од денес, започнуваме исто така со проби на нов проект, ке режира режисерот Јане Спасиќ. Не е крај на светот, се вика неговото дело, според една американска авторка, работено по мотивите на ова дело, според американска авторка Джуди Блум. Значи, и ова ќе биде младинска представа. Значи, оваа година ќе сработиме две, како што знаете сите, мислам, ако и не знае по широката јавност, дека работиме и не само детски и куклени представи, туку и младински, кои што ги третираат, кои што ја засегаат по младата публика, но и повозрасната од младата. Но подеднакво и за младинските представи се бара карта плюс. Па, некогаш да, за некои наслови, некогаш помалку, немаат уште како доволно информации дека тоа што ви го кажав сега, дека на таа сцена од 20 часот во средите или понекогаш и во вторниците, ама најчесто во средите, се игра младинска представа, тинејџерска. Сакам да се задржиме конкретно на Франкенштајн. Една изведба, јас се сеќавам дека кога ги прочитав реакциите на бројните млади и нивните родители на социјалните мрежи, беа неверојатни, особено поради темата која што ја отвара актуелна во секојдневно во живење. Па да, тоа се веќе класици, тоа се веќе теми кои што сам паралела правам како што се Шекспировите теми, така и оваа тема намери Шели. Франкенштајн е веројатно вечна тема, иако е толку многу старо и толку има филмувани изданија, можеби и театарски, не можеби туку и кај нас имало и други театарски изданија и представи на овој наслов. Кај нас режисерот Кокан Младеновиќ, еден од така доста актуелните, прогресивните режисери, релативно млади од Србија, направи едно дело, едно читање на Франкенштајн, кое што соодветствува тотално со денешницата, во кое што има нормално и малку, документаристички, така да речеме, делови во кои што актерите зборуваат нешто малку приватно, нормално со текстот тоа сето се меша. Проследено е со секој, како да речам, монолог на секој од актерите е проследен со една и е раскажан, нивното лично чувство е раскажано преку еден рап музика, таков еден момент, така што, значи, не знам, тоа е исто така исклучително интересен проект. Има малку, нормално сега, вулгарности, затоа и велам, не вулгарности, туку пцости. Затоа и велам дека е 14 плюс, затоа што некогаш се користат и некои зборови кои што не би ги користеле ние во секојдневниот живот во разговор со децата, се разбира. И на самиот старт на новата театарска сезона од 27-ми, ќе го најавиме Интернационалниот фестивал на детски театри Игор Маџиров. Како ќе биде организирана оваа година програмата? Тоа е за повтор пат, нели? Сме домаќини на овој Интернационален детски фестивал. Тоа е една од моите најголеми радости и најголеми возбуди, што сум ги доживеала низ животот. Лани поминавме навистина многу успешно и добро, со една мала екипа која што беше буквално вклучена во организацијата на работите. Ние сме поголем тим, но се разбира дека сепак од поголем тим помалку луѓе активно и практично работат на организацијата. Оваа година ќе имаме исто така многу представи, ќе имаме две од Србија, односно од Белград и од Крагуевац, две од Хрватска, од Загреб и од Риека, ќе имаме една представа од Шпанија, од Малага и ќе имаме представа од Словенија. Тие се представите кои ни се гости од надвор. Од нашата држава ќе имаме гости од Битола, од приватниот театар Бабец и ќе имаме гости од детскиот албански театар во Старата чаршија. Во однос на билетите, како е регулирано? Во однос на билетите, од скоро, тоа ќе ви известиме дополнително, од скоро ќе се резервира и продава на нашата каса, тоа ќе знае колешката од билетарата да ви каже. Ова ќе биде исто така многу возбудлив момент. За некои од представите, бидејќи немаме доволно голема сцена, како што знаете, ни излегува во пресред два театри, односно Македонскиот народен театар со малата сцена. Еден ден ќе ни го отстапи просторот за да играме, за да играат едни од нашите гости. И театарот Комедија исто така ни отстапи сцена исто на 29 и 30 ќе ги играме представите таму. Тоа ќе биде благовремено најавено. И ќе имаме една театарска работилница куклена
од една професорка на куклена катедра. Тоа е единствената катедра во бившо Југословенските републики во склоп на факултетите за драмски уметности во градот Осијек. Значи нема повеќе, нема никаде каде што се предава куклена режија, да речам, само во Осијек. Таа професорка ќе дојде кај нас и ќе ги држи незините работилници на нашиот факултет за драмски уметности. И во однос на просторот кој што ќе ви го устапат другите театри, ова е совршен вовед за последното прашање. Идеална опција би било никому да не позајмува, да имате совршен дом голем во кој што ќе нас собере сите нас. Тоа е тема на која што постојано не го зборуваме. Затоа што кој ќе побараат гостите што сакаат, што аплицирале кај нас, дека им треба толку и толку метри длабочина на сцената и ширина, да не бараме да не позајмуваат колегите нивни простори, туку да си имаме доволно услови за да ги обслужиме сите гости кои што ќе сакаат да гостуваат на нашата сцена. Ајде се надевам оваа година посериозно ќе отвориме со проект во пракса. И јас исто така. Благодарам многу, Катерина, за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако се гледаме често, бидејќи кај вас има секогаш многу новости. Секако. Благодарам.